На 3 дена до крајот на изборната кампања, реториката на кандидатите, но и на партиите се заострува. Во страв дека ќе се изгуби градоначалничката позиција во главниот град, СДСМ ги истори сите оружја врз независната кандидатка за Скопје, Данила Арсовска. Со низ за обвинување на нејзина сметка, но и лични навреди, се обидуваат да добијат што поголем број на гласачи на своето конто. Откако објавија наводни документи за бугарско државјанство на Арсовска, од СДСМ денеска објавуваат и фотографија за бугарска лична карта. Арсовска демантира, вели згрозена е какви се небулози се изнесуваат во јавноста, но етикетите кои владеачката партија се обидува да и ги залепи. Никогаш името Даниела не сум го носела. Јас сум родена Данела Јовановска, сега сум 20 и нешто години, Данела Арсовска. Ова безумие сега што се случува и овој личен напад кој што го деживувам од луѓето со кои што 5 години ме викале да им давам економски совети за економски мерки и седеле со мене на маса, сега да кажуваат дека е антидржавен елемент, многу добро знаат луѓето и во Македонија и во Скопје дека сето тоа не е вистина. И не само против кандидатот на Арсовска, и премиерот и председател на СДСМ Зоран Заев не одбира зборови со кои напаѓа една од кандидатите кој влезе во тесната трка за градоначалничката позиција. Откако собствената кариера ја стави на коцка, само да не ја изгуби власта во главниот град, Заев сега вели дека Арсовска играла нечесни игри и тоа било понижувачко, па оди дотаму што бара да се повлече од изборната трка. Еднаш да се повлече не смее да го понижува народот толку. На 3 дена пред завршетот на кампања, на 4 дена до изборите. Мислам, веднаш да се повлече, ако малку си го сака Скопје и Скопјани. Ова е срамота, ова вака да се поставите. Ова е понижување, ова е вреѓање, ова е манипулирање на народот со се и ова е недозволиво, ова не смее вака да биде. Ако вака нечесно се постави, но не дај Боже да биде избрана. Во меѓувреме, ВМРО ДПМН објавува информации за договори кои ги склучил досегашниот градоначалник на Скопје Шилегов, за кои ветуваше дека од градската каса нема да биде потрошен ниту еден денар народни пари. Од партијата вела дека поседуваат документи кои докажуваат дека фирми блиски на Петре Шилегов се фаворизирани од градските институции при склучување на договорите. Прославата на Нова година за 2020, која што според Петре Шилегов првично чинеше 0 денари, за потоа да ги лаже граѓаните дека ќе чини само 80.000 евра, на крај завршува со 300.000 евра пари на граѓаните на градот Скопје. Математиката е јасна. Договорот и анексот на Шилегов со МКЦ чини 200.000 евра, а договорот со Дино Мерлин кој што го приложуваме е јасен и чини 100.000 евра. Во финишот на изборната кампања се интензивираат активностите на политичките партии, па на митинзи и средби со граѓаните се ветува се за глас плюс на контото на кандидатите кои влегува во вториот изборен круг.